Старата селска архитектура полека се истиснува од пејзажот на струмичките села. Само уште на некои места стојат трошни остатоци кои сведочат друго време, поинаков соживот, култура и историја. Така е речиси насекаде во струмичката околија, па и во селото Добрашинци, кое што го посетивме неодамна во едно пролетно претпладне. Во центарот на селото, погледот веднаш го привлекува куќата која што одскокнува од останатите градби. Стара, но полна приказни. Стои стамено, иако утробата изјае, и во неа се гледаат дупки и дрвја. Куќата првично била изградена од турци, кои се и нејзините први собственици. Ова е еден редок примерок од старата селска архитектура останата во струмичкиот регион, како и сите градби од тоа време. Градена е со природни материјали – кал, трска, камења и дрво. Сегашните собственици на куќата говорат кога ја купиле, но и за спомените кои што ги граделе меѓу овие цидини. Од 60-та година. Од 60-та се до ден денеска. Ја наследивте вака изградена, мислам ја купивте изградена. Изградена, и таму имаше куќа. Само е падна на наша куќа исто, па и она турска куќа што викаме ние. Тие се распаднени. Таа е и наша куќа. И други имаш тука, ама некои изградија нови и се още останаа таа тука на баба ми на дедо. Добро знаеме дека ѕидовите не ја чинат куќата, туку луѓето. Спомените што таму се создале, годините љубов, радост и тага споделени со саканите и блиските. Такви се емоциите и на собствениците за оваа куќа. Виде сега, тога имаше народ, имаше живеачка, имаше соединение, имаше, како да кажеме, наградба меѓу луѓето, се живееше, него са од денешно време, веќе народ не може наш. Внатрешноста на куќата е ископана. Собствениците се сомневаат дека некој тука барал злато. Уште се свежи легендите дека турците во Струмичко поседувале големи количини злато, па најверојатно некои трагачи кои што веруваат во нив барале токму тука и такво богатство. Сепак, во оваа куќа нема ништо, освен многу приказни кои се раскажуваат и други, што најверојатно нема кој да ги раскаже.